Естонците ги бранат рововите што француските сили се обидуваат да ги заземат. Вака Естонија се подготвува за војна, но бидејќи се членка на НАТО и сојузниците се целосно интегрирани во вежбата. Британските трупи го рачистуваат патот за данските тенкови Леопард 2, слични на оние што наскоро ќе се видат на украинското бојно поле, за да ја пробијат симулираната одбрана. Сојузниците на НАТО се надеваат дека леопардите заедно со британските тенкови Челенџер 2 ќе им дадат на украинците поголема моќ и заштита од тенковите од советско производство, што во моментов ги имаат во борбите. Битките во Украина ќе бидат бавни и ви треба масивен тенк како Челенџер кој може да погоди. Тенк како Т-72 веројатно ќе биде уништен многу брзо. Челенџер може да трпи напади врз него, а да остане во битка. Но обуката на украинците за ефективно користење на овие тенкови нема да се случи преку ноќ. Знам дека ги чекаат тенковите, го знаеме тоа и се надевам дека не доцниме. Русија се уште има тенкови, иако загубија повеќе од 2000. Тие имаат илјадници тенкови во складиштата што можат да ги донесат во Украина. Тие се уште имаат проектили и ракети и на Украина и треба онолку помош колку што можеме да дадеме. Естонскиот министер за одбрана изјави за Гласот на Америка дека неговата земја потрошила 1% од целиот бруто домашен производ за поддршка на Украина и речиси 3% од бруто домашниот производ за самоодбрана. Знаеме дека секој тенк уништен во Украина е еден тенк помалку за нашата граница. How worried are you? Well, we have to be ready. Estonia, Latvia, Lithuania, we are like the front door of NATO. Мора да бидеме подготвени. Естонија, Латвија, Литванија е браникот на НАТО и кога влезната врата е заклучена, тогаш е безбедно да се биде внатре во куќата. Ова е пораката што сојузниците на НАТО ја сватиле сериозно во време кога се зголемува заедничката одбрана на алијансата.